На 5 месеци до изборите, владата прави кампањи да не убедува колку е добро во Европската Унија. Изгласуваат антикризни мерки каде се делат пари по граѓани, почнувајќи од сега па до мај, месецот кога и треба да се одржат изборите. Одлучија дури и нови работни места да отворат во државните институции. Па отворени се без малку 1000 работни места каде се бараат административци, иако токму оваа влада ветуваше дека ќе растерети јавната администрација. Со ваквите чекори се чини дека власта се обидува да го амортизира поразот кој според анкетите ги очекува на предстојните избори. Парасфрлајќи се со државни пари, не баре се туги, помошта што требаше да ја даваат на граѓаните изминативе 7 години, ја сконцентрираа на 5 месеци. Дел од аналитичарите велат дека кампањата за Европската Унија, која ќе се поклопи со кампањата за претседателските избори, е спорна, токму заради тајмингот кој остава простор за сомнеж дека ќе се искористи за влијание. Аналитичарот Александар Кажаловски за Алфа вели дека традицијата за прикриениот подкуп продолжува во Македонија. Партиските вработувања и кризните мерки не се новитет во државата, но оваа власт имаше 7 години тоа да го искорени, како што и вети, а наместо тоа тие само го надградија. За жал, тоа покажува дека државата и натаму е со статус на заробена, особено од партиите кои моментално се на власт, и она што требаше да се направи овие 7 години, да се напушти таквиот начин на разбирање на функционирањето на државата, сепак е далеко од тоа и само гледаме продолжување на истиот тренд, кој генерално не носи многу добро, нити ништо добро за државата. Поранешниот вице-премиер и амбасадор Ивица Буцевски вели дека кампањата која ја тера оваа влада треба да биде разгледана, дали би продолжила во техничката влада и дали тоа е законски, особено затоа што ќе се поклопи со претседателската кампања. За мерките вработувањата посочува дека е симптоматично што се токму сега. Дубиозна е, затоа што владата 4 години ништо не правеше околу сета оваа работа. Фактот дека во 5 до 12 се пристапа кон овие работи, нормално дека ја крева температурата и вниманието на јавноста. Нормално е дека сето тоа ќе биде доведено под знак прашалник од сите политички сили во државата, затоа што неприродно е во 5 до 12 да се пристапа кон вакви работи. Инаку вчера започна кампањата на владата наречена Европска иднина поблиску од било кога, за која ќе се потрошат неверојатни 300.000 евра, а огласите за вработување се активни веќе неколку дена. Дури над 500 вработувања се најавени во државните електрани, 80 огласи за работа во Агенцијата за администрација, 41 нов работник се бараат и во Фондот за здравство. 15 нови му требаат на Османи во МНР, 9 нови кадри ќе има и во транспорт и врски, 8 во Министерството за информатичко општество, исто толку и во Општата болница во Велес.